Пипи долгиот чорап. Запознавање со Томи и Јаника. Спуштите ги едрата, сигурно ќе има невреме. Секако, капетане. Што е? Се плашиш од невреме? Фати силно невреме, додека Пипи се обидуваше да види што се случува, сите наоколу беа растрчани. Се обидуваа да го држат бродот под контрола. Врзи го главното едро. Врзи го главното едро. Врзи го главното едро. Се довикуваа меѓу себе, затоа што не се слушаа од силното невреме. На Пипи сето ова изгледаше забавно и интересно. Иако е дете и не ги сваќаше толку сериозно работите, сепак се обидуваше и таа да помогне. Држете цврсто и влечете. Држам и влечам најсилно што можам, викаше Пипи на целиот глас. Доаѓаш уште поголемо невреме. Тато, ова е забавно, викна Пипи. Кога се сврте, татко и го немаше. Тато, тато, капетанот веќе бурата го повлече во морето. Има човек во морето, тоа е капетанот. Мора да му помогнеме, ве молам, помогнете. Но бурата е силна и не знам како ќе успееме. Почекај, седи тука, јас ке се вратам. Морам да му помогнам на татко ми. Потоа Пипи отиде до чамецот за спасување. Невремето беше толку многу силно, што едвај успеа да стигне до него. Кога скокна во чамецот, му нареди на мајмунот да го одврзе јажето. Одврзи го, брзо одврзи го. Мајмунот се обиде, но неуспешно, а потоа истрча да побара помош. Пипи, врати се назад, довикуваше татко ѝ. Еден од борнарите истрча да ја спаси Пипи. Потоа фрли гума за спасување и викна по неа. Пипи, фати ја гумата. Пипи успешно ја зграбчи гумата и влезе во неа и така се качи на бродот. Од силното невреме се искрши бродот за спасување. Тие беа тажни затоа што не можеа да го спасат капетанот. Оддалеку во морето се слушаше гласот на татко ѝ, како довикуваше. Не грижете се, нема да се удавам. Нема да се удави татко ми, нели? Тој знае добро да плива. Следното утро, бродот пристигна на пристаништето. Откако се истоварија од бродот, морнарите имаа совет за Пипи. Пипи, сега си на копно и чувај се. Не грижете се, не патам од копнени болест, а сигурна сум и дека добро ке се забавуваме. Освен тоа, татко ми рече да го чекаме во вилата, сигурно дека ќе дојде таму. Останатите морнари беа многу тажни. Не грижете се, знам да се чувам. Да, Пипи, ако некој знае добро да се чува, тоа си ти. Откако се поздравија, Пипи се качи на својот конј. Пипи, чекај, ја заборави торбата. Еве, повели, и чувај ја на сигурно. И не грижи се, ќе го најдеме твојот татко. Знам дека ќе успеете во тоа, ви благодарам. Ајде, конче, одиме. Пипи е прекрасно дете. Пипи тргна кон вилата. Како што одеа по патот, таа си подпевнуваше. Ветерот ме гали, сонцето ме милува, се е прекрасно.
И покрај лошите случувања, Пипи беше дете кое беше секогаш позитивно и весело. Таа не знаеше да се лути, но знаеше да прави работи кои не беа вообичаени за едно мало дете. Здраво, јас сум Пипи, Пипи сум јас и секогаш сум радосна. Здраво, јас сум Пипи, Пипи сум јас и ова е прекрасен ден. Каде и да одам, среќата ми се смее и сонцето ме грее. Ова прекрасно утро ќе го делам со вас и ќе правам се што сакам јас. Здраво, јас сум Пипи, Пипи сум јас и секогаш сум радосна. Здраво, јас сум Пипи, Пипи сум јас и ова е прекрасен ден. Пипи не престана да пее. Беше толку многу среќна и возбудена затоа што ќе дојде во вилата после толку време. Здраво, јас сум Пипи, Пипи сум јас и секогаш сум радосна. Здраво, јас сум Пипи, Пипи сум јас и ова е прекрасен ден. Веќе беа во близина. Можеа да ја видат куќата. Ете, веќе сме скоро дома. Викна весело Пипи. Мајмунчето ја отвори портата за да може Пипи да влезе. О, браво господине Нилсон, знаев дека нема да заборавиш каде е нашата куќа. Добро утро, добро утро. Што ќе правите денес? Ништо, како и обично. Овде е досадно, не е како во градот кога живеевме. Овде немаме со кого да си играме. Досадно? Па вие сте деца, не треба никогаш да ви е досадно. Има толку многу работи што може да ги правите. Например, може да играте крикет. Здраво, мое домче, се вративме. Извика весело Пипи, возбудена дека се вратија повторно дома. Откако ги тргна завесите, се фати да го среди својот дом на малку необичен начин, како што умееше само таа. А потоа, секако, следеше скокање по кревети. Јуху! Јуху! Ке мораш да ми помогнеш и ти, господине Нилсон, да одговориме на сите овие писма. Потоа дзирнаа во градината. Имаше прекрасен сончоглед. Па така таа реши старото јовенато цвеќе да го замени со убавиот сончоглед. Додека ги средуваше и останатите работи во куќата, таа се забавуваше и со својот коњ. А потоа внимателно разгледа каде може да го стави богатството да биде на сигурно. Аха, ета, може тука, има уште место. Одлично. Воопшто не ја сакам веќе оваа игра. Ја играме цело време и веќе ми е досадна. Добро утро, господја Пресилиус. Добро утро, деца. Ајде, на тебе е редот. Томи, погледни, нешто се случува во вилата. Ох, нема шанси, таа куќа е празна уште од кога се доселивме. Многу би сакала некој таму да се досели. Добар потек, сестричке. Навистина има некој. Да, секако. Не е ништо смешно. Не сакам веќе крикет. Што? Реков не сакам?
та-на-на, та-на-на-на-на. Која си ти? И зошто одиш наназад? Зошто одам наназад? Па ова е слободна земја и можам да одам како сакам. Еве, на пример, во Египет сите одат наназад. Таму никој не мисли дека тоа е чудно. Навистина си била во Египет? Дали сум била во Египет? Да, сум била низ целиот свет. Еве, на пример, во Индија сите одат на раце. Ех, тоа е лага. Да, вистина, лага е. Ама не е убаво да се лаже. Да, знам, но не е лесно да имаш и мајка и татко, а да имаш само татко кој падна во морето. Твојот татко паднал во морето? А дали се удави? Не се удави. Иако помалку знам да лажам, сепак можеме да бидеме пријатели, нели? О, да, секако. Епа тогаш, ајде сите заедно да доручкуваме. Јас сум навистина гладен. И јас. Ајде. Знам многу земји каде што луѓето лажат. Лажат откако ќе станат од спиење, па се до зајди сонце. Овде е како во џунгла. Не се запознавме. Јас сум Томи, а ова е Аника. А ти како се викаш? Јас сум Пипи. Пипи долгиот чорап. А ова е господин Нилсон. Мислам дека многу му се допаѓате. Ке правиме палачинки. За кратко имаш уште едно изненадување за Аника и Томи. А зошто чуваш конј на твојата тераса? Во кујната му е тесно, а собата не му се допаѓа. Аника и Томи претпазливо ѕиркаа и го чекаа следното изненадување од Пипи. Пипи низ песна и игра ги правеше своите палачинки. Ке додадеме малку среќа во садот и љубов како зачин од волшебниот напиток. Ајде пробај и кажи, можеби треба уште да додадеме од волшебниот напиток. То се сака, ништо не е тешко. Само треба да се прави со многу љубов и се е лесно. Во секој момент ти забава направи, за убави работи ти секогаш прослави. То се сака, ништо не е тешко. Само треба да се прави со многу љубов и се е лесно. Ако си тажен, забава не може да има. Затоа насмеј се и додади цела вреќа среќа. Затоа пробај, можеби треба уште да се додаде од волшебниот напиток. То се сака и се прави со љубов, навистина не е тешко. Господја Нилсон, кога виде, се прашуваше што се случува таму. Ајде, друштво, викаше Пипи. Готови сме, може да ги сервираме палачинките. Само ќе ми треба малку помош и од вас. Аника и Томи беа збунети, но и возбудени, затоа што имаат нов другар. Добро, малку беше чудна и необична, не беше како сите останати деца, но беше многу добра. Имаше весел дух и интересни идеи за забава, сепак тоа беше Пипи долгиот чорап. Ете така, сега сме сосема готови, може да одиме да јадеме. Што се сака, навистина не е тешко, навистина не е тешко, продолжуваше Пипи со незината песна. А потоа сите весели истрчаа во градината на појадок. Беа толку многу среќни и задоволни. Толку многу што беа занесени, не ја приметија господја Пресилиус. Деца, мислам дека е време да си одите дома. Ако не одете, ке не можете повторно да дојдете, а тоа би било навистина штета. Одма, довидување господјо Пресилиус. Па, господице Немирка, што имате да кажете? Уште еден гостин, супер, повелете влезете. Само што направивме палачинки. Еве, повелете седнете и земете палачинки. Млада господице, сакам да зборувам со вашите родители, одма.
Мојот татко моментално не е овде. Тогаш ќе разговарам со твојата мајка. Ни мојата мајка не е овде. Сакаш да кажеш дека тука живееш сосема сама? Не, не сум сама. Тука е мојот коњ и господин Нилсон. Господин Нилсон? Оф, боже, ова е сериозна ситуација. Извинете ме, сега морам да го изрибам подот. Ох, јадно мое малечко. Ајде, доста се шегуваш. Кога ќе дојдат твоите родители? Тоа е одлично прашање. Мојата мајка е во рајот, а татко ми се изгуби на море. Ова не е возможно. Невозможно? А што тоа? Не можеш да живееш тука сама. Иш ти, бегај. Мораме да ти најдеме сместување во домот за деца. Па јас веќе живеам во дом за деца. Навистина, а каде е тој дом? Па овде, јас сум дете, а ова е мојот дом. Значи, ова мора да е дом за деца. Сега е веќе доста, мораш да одиш во вистински дом. А дали во тој дом има место за коњи? Коњи? Секако дека не. Епа така и си мислев. А мајмуни? Никако. Епа, побарајте си дете на друго место за тој дом, а јас морам да останам овде. Аха, а како мислиш да заработуваш за живот? Епа, имам златници. Што? Еве ги моите златници. Боже, дете, ова не може вака. Повторно ќе разговараме, ќе се вратам. Баш е интересна, нели Нилсон? Во полициската станица во градот се спремаше план како да се фати големиот крадец. Мораме да бидеме внимателни. Ајде да испиеме едно кафе па ќе продолжиме со работа. Оф, па веќе немаме колачи. Морам да го завршам извештајот да биде спремен за утре. Додека полицајците си ја вршеа својата работа, во притворот двајцата затвореници имаа само еден сон. Да украдат големо богатство, а со него да си ги исполнат нивните соништа. Тие сакаат да имаат многу пари, а да не работат ништо. Повелете, седнете, веднаш ќе дојдам. О, господјо, тоа сте вие? Полицајците брзо станаа и отидоа до господјата. Морам да ви пријавам голема опасност. Навистина, мало девојче по име Пипи живее во вилата сама. Ова не може да се остави така. Не може да живее сама. Мора нешто да се превземе. Да оставиме властите да превземат нешто. Не смееме да дозволиме во куќата да остане сама. Во ред, но има формулари кои треба да се пополнат. Доста со тие формулари. Ви велам, таа живее сама и никој не ја надгледува. Ако е неизина куќата, тогаш не треба да е проблем. Навистина не ме слушате што зборувам, нејзе никој не ја контролира. Згоре на тоа има цел ковчег злато. Кога слушнаа затворениците за златото се израдуваа. А дали парите се украдени? Не се работи за тоа. Детето е во опасност. Таа не знае дури ни да се заклучи. Затворениците го слушнаа целиот разговор. Тоа беше одлично и вистинско време за нивниот план. Дали ме слушнавте? Детето мора да оди во дом. Решете го тоа како знаете. Во спротивно, ќе треба да си барате друга работа. Охо, совршено! Тие има одличен план да го украдат богатството на Пипи и да си ги исполнат своите соништа. Другарчиња, се гледаме во следната епизода со Пипи долгиот чорап.